интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Селмани, а во продолжение ќе следите интервју со професорката Фросина Ременски за аферата Двојник, но и за случувањата што претходеа на оваа афера. Господја Ременски, благодарам што прифативте разговор за ЗУМК. Благодарам на поканата, Насер, драго ми е. Во изминатиот период сте активна и се обидувате преку вашите текстови објавени во социјалните мрежи да фрлите светло на аферата Двојник и барате причини зошто дојде до таа афера. Зошто мислите дека скандалот Двојник е поврзано со начинот на набавка на системот АФИС? Прво, дали можете да ни објасните што е АФИС и кога е направена таа набавка? Точно вие, Насер, констатацијата дека во подолг временски период наназад, откако излезе информација за аферата Двојник, пишувам стручно за тој случај и наоѓам поврзување со нерешени случаи од минатото, но се враќам многу наназад. Односно се враќам, би кажала, 8-9 години наназад, кога во 2013 година во април месец од позиција на продекан за настава на Факултетот за безбедност го открив можеби најголемиот институционализиран организиран криминал во одделението за организиран криминал и корупција, поврзан со незаконското набавување на опрема, повеќе видови на опрема, за Министерството за внатрешни работи, со изигрување на тендерска постапка, со фалсификување на службена документација од страна на вработени во Министерството за внатрешни работи, со злоупотреба на мојот факултет. Така и дојдов до тие реално сознанија, вршејќи должноста продекан за настава. Еден од тие системи, кои што се предмет на таа пријава тешка над 4,2 милиони евра, беше и автоматизираниот систем за регистрација на траги од папиларни линии или познат во јавноста во светски рамки како АФИС систем. За гледачите кои што можеби не разбираат за каков систем станува збор, тоа е системот, односно работната станица, главната работна станица за регистрација на траги од папиларни линии или она што во народот е познато како отисок од прст. Во тој период, во организација на тој таа фалсификувана постапка, или јас денеска употребувам еден збор корисна малверзација, што е организирана форма на организиран криминал во рамки на институциите, одобрена од институциите и предводена од државните институции, бил набавуван во време кога министеруваше Никола Тодоров со Министерството за образование и наука и течеле сите постапки за фалсификати со 9 вработени полициски службеници во рамките на Министерството за внатрешни работи и повеќе службени лица опфатени во други ресорни министерства и вклучително и во мојот факултет. За да таа кривична пријава, која што јас ја поднесов како службено лице, повеќе од 7 години, дури и во времето кога мојата партија ја презеде власта 2017 година, тапкаше во место за да не добие финале, односно да не влезе во истрага, односно да не влезе во решавање на тој еден крупен, сериозен скандал. Од каде ја влечам јас сега врската помеѓу оваа афера неразрешена со аферата Двојник или мафија, како што исто провеува во јавност двојно именување на оваа афера, од неколку причини. Прво, на аферата АФИС претходи постапка на континуиран фалсификат во рамките на Министерството, континуирана злоупотреба на овластувањата на луѓето кои што биле во можност да проценат што е потребно
за Министерството за внатрешни работи, што ќе се прикаже во легалната документација како опрема што се поседува, а што токму заради начинот на кој што е набавено може и да се сокрие. Интересно е тоа што во јавната набавка стои објава... Извините, не разбирам. Зошто имале потреба? Зошто МВР не објавил тендер па да го набави тоа што треба да го... Зошто преку Министерство за образование? Што сакале да сокријат? Насер, тоа е клучното прашање на кое што јас денеска го барам одговорот, апропо и најновите случувања со Драги Рашковски како од позиција на генерален секретар, кој што набавувал нешто што сега МВР вели дека не му било потребно. Зборот ми е, кој оценувал во МВР што е потребно, а што не е потребно и начинот како тоа ќе се набави. Да не заборавиме, оваа афера е голема дотолку повеќе што под програмата на буџетот во ресорот образование беше наменет за опремување на високообразовни државни установи, не на Министерство за внатрешни работи, што не е високообразовна научна установа. Затоа е искористен, злоупотребен факултетот за безбедност со фалсификување и со лажно представување дека таа опрема се набавува за факултетот за безбедност и тој ланец на континуирани фалсификати си течел од денот на аплицирање, од подготовка на тендерската документација, лажното представување на овластените службени лица како вработени на факултетот, лажното пријавување дека факултетот за безбедност има повеќе од 10 лаборатории, што не е точно, до моментот на носење на фиктивните одлуки на влада кои што служеле за прикривање на незаконски донесените одлуки. И сега, знаете, се чудам како може фалсификат на возачки дозволи да биде процесуиран. Службени лица, фалсификатори во рамки на МВР да бидат процесуирани за фалсификување на возачки дозволи, така? Еве имаме сега службени лица кои што злоупотребувале, краделе идентитети, условно фалсификувале јавна исправа пасош, се процесуирани. А не се процесуираат фалсификаторите на тендерската документација со која што на незаконски криминален начин е опремено Министерството за внатрешни работи со АФИС систем. Дотолку повеќе што знаеме каде е еден АФИС систем. Затоа што тендерот, јавната набавка гласеше еден АФИС за факултетот за безбедност и 2 АФИСи за Македонската радиотелевизија. Замислете, Македонската радиотелевизија добила статус на високообразовна установа во 2010-2011 година кога бил распишан тендерот. Но таа машина имаше ваши колеги кои што правеа сериозни истории, добија многу големи високи новинарски награди. Фокус неделникот го објави, ја објави таа афера, има и насловна страна каде исчезна машините за правење на пасоши и лажни лични карти, а во основа станува збор за систем кој што ги чува биометриските податоци за граѓаните. И тоа е нешто што денеска треба сериозно да не загрижи, особено денеска кога не излегува дека моите и вашите биометриски податоци се на удар на некакви лица кои што не знаеме за кои и за какви цели ги продаваат во светски рамки. Но надоврзувајќи се на аферата АФИС, која што остана нерешена, ненавремено откриена и непроцесуирана, за да се стави крај на тие злоупотреби во рамките на Министерството за внатрешни работи, заедно со аферата со незаконското прислушкување, стигна и аферата со лажните, односно со неподигнатите лични карти, 30.000 на број, ако не се лажам, откриени во 2015 година во депото на МВР. До денеска, ако барате информација дали било која институција, па дури и МВР во рамки на своите внатрешни механизми да ги испита злоупотребите внатре, не само за личните карти, зборувам и за незаконското прислушкување, зборувам и за АФИС системот и за ова јас што го зборувам повеќе од 8 години,
никој во рамките на Министерството не наоѓа за сходно по службена должност Да и по отвори обврска да отвори внатрешна истрага и да каже дајте луѓе да видиме дали ова е така и кои биле последиците и кои можат да бидат последиците од ова. После 8 години, значи јас зборувам крајот на 19 година, 2020 година, некој паметен во организиран криминал, јавното обвинителство, се досетува дека ова е неисплатлива работа, затоа што длабоко сум убедена дека ова кривична пријава беше своевиден договор во време на пржино преговорите. Се случува отфрлање на кривичната пријава и тоа се случува толку безгласно што дури до ден денеска и јавното обвинителство, и Висшето јавно обвинителство, и Советот на јавни обвинители, и Министерството за внатрешни работи не наоѓаат за потребно да се пофалат дека ова за што 8 години и повеќе зборува Ременски е неточно. Значи, никој не ме демантира во ниту една од моите констатации подкрепени со докази кои што ги објавувам. Тоа ми е дополнителна потврда дека сето тоа што го говорам е точно. Која е улогата на обвинителката Смаќовска? Пошто таа цело време нели води некоја истрага. Јас ќе ги направам, Насер, сакам да го направам поврзувањето и по предмет и по субјект, во овој случај и по лице, и на обвинителката, на обвинителството, апропо истрагата за АФИС системите и аферата Двојник. Зошто? Затоа што мислам дека се многу се идентични, мислам дека се поврзани и мислам дека истиот механизам кој што функционирал за заташкување на АФИС системот се обидува да го прикрие, односно да ја пренасочи или да ја дефокусира истрагата и за Двојник, за да не се дојде до клучните прашања за кои што јавноста заслужува одговор. Гордана Смаќовска 8 години го води предметот во предистрага. Таа истата обвинителка која се спомнува во извештајот на Стет департаментот. Таа истата обвинителка која што во неколку наврати, повеќе наврати се раководеше едно време со организиран криминал, меѓутоа денеска е раководител на оделението за гонење на сторители на кривични дела овластени службени лица, представници на полицијата и затворската полиција. Значи, таа води оделение задолжено за гонење на овластени службени лица за кривични дела. И еве ја првата саботажа. Првата саботажа е фактот што таа во целата документирана и 6 пати дополнувана кривична пријава на очигледен институционализиран организиран криминал, наместо да влезе во истрага, таа влегува во истрага 3 дена само за да може да каже дека влегла во истрага и донела јавно обвинителска одлука. Влегува во истрага, за 2 дена го затвара предметот дека не се гонел по службена должност. Замислете, јавни набавки, фалсификување на тендерски документации, злоупотреба на буџетски средства, штети што ги трпеле субјектите во овој период, тоа не се гонело по службена должност и јас добив информација од јавното обвинителство како физичко лице, а не како представник тогаш кој што од позиција на службено лице пријавило кривично дело. Нема, решението не е доставено ниту до државното правобранителство, ниту до факултетот за да се оствари право на жалба. Туку се доставува до физичко лице кој што нема право на жалба. Јас побарав ревизија и од државниот јавен обвинител, зборувам за месец октомври 2020 година. Ништо немам никаков одговор. Знам само дека има 2 постапки во Советот на јавни обвинители, отворени токму за дотичната јавна обвинителка, токму за оваа кривична пријава, и во Висшето јавно обвинителство има предмет за Гордана Смаќовска, а јас сум подносител и на кривична пријава токму за злоупотреба на службена положба и овластување на јавен обвинител во оваа постапка од декември месец 2020 година, што се работи во основното јавно обвинителство. Но, која е улогата на Гордана Смаќовска? Значи, корисната малверзација
на институционализирана форма на организиран криминал, што се случувал помеѓу ресори за потреба и опремување на МВР, таа не го гони. И се јавува како амнестирач на организиран криминал во рамки на МВР. Односно, таа одлучува што во МВР, се сомневам дека и таа одлучува, што во МВР ќе се гони и кој ќе Да не се е гони, обратен однос. а кој нема да се гони. Можно и такво нешто. Но, гледајте го другиот абсурд, поврзан со двојник. Слушнавме дека јавното обвинителство за гонење на организиран криминал цела 19 година го водел предметот, така? За да 2020 година го спуштат на ниво на Скопско јавно обвинителство. Не во организиран криминал, туку во Скопското јавно обвинителство. Што значи тоа? Тоа значи на комплетно релативизирање на оваа организирана форма на организиран криминал. Што се случува со идентитетите и биометриските податоци на граѓаните на оваа земја. Значи, што прави Гордана Смаќовска? Таа е задолжена да ги гони овластените службени лица во двојник од МВР, а не Скопското јавно обвинителство. Еве е првата саботажа што е направена. Втората саботажа што е направена. Никој не слушнавме, а ова е предмет од голем јавен интерес. Никој не слушна што се работило јавното обвинителство за гонење на организиран криминал 1 година во постапување по предметот со пасошите. Што? Кои действија ги има? Кои презент? действија? До какви податоци дошле? Освен до податокот што го слушнавме во една емисија, дека тие не нашле организирана форма на криминал во аферата Двојник. Што е 215 пасоши. што е апсурд невиден. Значи тоа самата таа изјава, самата таа констатација е скандал сам по себе. Зошто? Ќе објаснам зошто. Затоа што оваа афера Двојник, јас ви гарантирам и по параметар, и по норматива, не само наша, национална законска легислатива, туку зборувам под директиви на Европска Унија и во светски рамки регулирана материја, е поголема афера од незаконското прислушкување. Многу поголема афера од незаконското следење на комуникациите на граѓаните за кои што беа изречени затворски казни пред 1 месец. Ова го тврдам затоа што биометриската документација, односно биометриските податоци на граѓаните, се на највисоко ниво на заштита во сите земји членки на Европска Унија, не само Европска Унија, во светски рамки. И сега вие имате афера, Пробиен систем. систем во кој што функционирал не систем, антисистем. И ние ова го третираме како дека е джебна кражба. Како дека е кражба. И даваме да го работи Скопското јавно обвинителство, кое што пак 1 година во озвучени канцеларии ги слушале и ги следеле службениците. Мојата теза е следна. Ова е најсериозна форма на организиран криминал и час поскоро, за да не се лажеме и самите себе, да не ги лажеме граѓаните, но да не ги лажеме и странските партнери, кои што ни помагаат и соработуваат, дека ова е нивото на институционална истрага во која што треба ние да останеме и да бидеме задоволни. Час поскоро истрагата треба да се врати во организиран криминал, но час поскоро е и Агенцијата за национална безбедност, Дирекцијата за заштита на лични податоци, сериозно да се вклучат и да го истретираат ова прашање и овој скандал што е на ниво на заштита на територијален интегритет. Ова го најодговорно го кажувам затоа што една од најсериозните изјави што беше дадена апропо таа истрага и овој скандал беше изјавата која што многу срамежливо само еден медиум ја пренесе. Тоа е точната поента од состанокот помеѓу
амбасадорката на Соединетите Американски држави и министерот за внатрешни работи, а тоа е дека САД бараат да се заштити интегритетот на системот на податоците за граѓаните. А интегритетот ќе се А заштити интегритетот- ако се расветли. А интегритетот е тоа за кое што ние зборуваме. На ниво на држава тоа е територијалниот интегритет. А интегритетот на системот, на базата на податоци, значи интегритетот на биометријата, која што е во светски рамки најзаштитена критична инфраструктура. И точно доаѓаме до оние тези кои што никој не сака да ги види. Остануваме на нивото на административно лоцирање на одговорност, кај некои најниски ешалони во рамките на Министерството за внатрешни работи, и како по правило тоа се среднистите, фотографот, нели, контролорот кој што требал да што фотографирал, што земал отисоци од прст, но не и оние Кои што ја повисокистите- практично ја создали инфраструктурата за ова за да биде можна ова злоупотреба. Точно, значи јас и на тоа сакав да поразговараме, Да. односно да Следното прашање ми е токму тоа. Вие тврдите дека неповрзувањето на разни системи на податоци во рамките Така е. на МВР практично произвел ваков скандал. Кои системи се тие клучни кои што меѓу себе не комуницираат, па за да може вие на белосветски криминалци да им издадете пасош? Еве ќе ви го кажам веднаш поврзувањето на АФИС системот. Веднаш ќе ви го дадам прво поврзувањето со АФИС системот, дека го нема. Со базата на податоци. Зошто? АФИС системот е дел од Шенгенскиот информацијски систем. Што значи? АФИС системот ги складира сторителите на кривични дела, но и лицата кои што се бараат по меѓународна потерница. Ако АФИС системот наш е поврзан со системот во така наречените управни служби, тие веднаш, доколку јас, како лице барано по потерница, дојдам да се фотографирам, веднаш ќе го проверите, во системот ќе ме проверите со сите мои податоци и биометрија што ја имам некаде оставено, за да видите дали станува збор за лице кое се бара по потерница или не се бара по потерница. Зборувам за меѓународна и на билатерално ниво. Базата за потери и расписи не е исто поврзана со системот во управните служби. Што значи дека лица и кои што се бараат по национална потерница, тие доколку не ги може да отиде лицето, доколку немаат судска, доколку немаат судска забрана, доколку нема службата на увид некое судско решение во кое што се забранува издавање на пасош на лицето тоа и тоа, тој може комотно да се извади пасош. Понатаму, граничниот систем за проверки на лица, во кој што функционира една стоп листа, која што е нели стоп листа за луѓето барани по потерница кои што треба да подлежат на мерки при влез или при излез од државата. Не е поврзан со управните служби. Затоа ние не знаеме како лицата барани по потерница влегле во нашата земја и не знаеме како излегле. Без да бидат забележени. Без да бидат забележени. Но она што е најважно, мислам дека свесно, континуирано и организирано секторот за управно-надзорни работи или граѓанските работи во рамки на Министерството се држат на едно многу ниско ниво и на организација, и на кадровска екипираност, што во Вие суштина... се сомневате дека е свесно? Па, јас се сомневам дека е свесно, затоа што ако е несвесно, ако нас, меѓународната заедница и овие што не оценуваат по критериумите за исполнетост на услови за да пристапиме кон Европска Унија, бараат оваа инфраструктура и овие постапки да бидат најстрого контролирани, и кога вие ќе ставите најниско ниво на образовна квалификација на луѓе кои што треба да работат на тие системи, кои ќе немате профилирано луѓе со безбедносна култура кои што ќе знаат каде да ги проверат и како да ги проверуваат информациите пред да пристапат во било какво службено дејствие, тогаш сигурно дека
тоа ниво на службеници таму нема да може да го даде резултатот кој што вие го очекувате да заштитите една таква сериозна инфраструктура. И ние сега имаме, ни влегуваат лица во управните служби, ни пополнуваат барања и добиваат пасош. И од оние срамежливи информации што ги има во јавноста, се сведува на контролорот. Тој што требал да провери дали било и добро А пополнето уствари тој нема барањето. можност да го провери затоа што не е поврзан со системот. Имал до едно ниво можност за проверка, тоа е можел да провери во системот дали лицето има претходно издадени документи од управните служби. Тоа е регуларна процедура, редовна. Тоа може да го провери контролорот пред да го пушти барањето. И тука е веќе кражбата на идентитетот. Зошто? Затоа што ако Джедан го има во базата претходно дека има извод, има лична карта, Има пасош. може да добие пасош и го пушта во понатамошна процедура без да знае дали дали лицето на сликата е Джедан или не е Джедан. Но некој го има во базата дека Джедан има основ за да добие патна исправа. И тука застануваме во анализите. Гледате стручна јавност скоро и да нема, ретко кој го слушав поранешниот министер, сега пратеник Павле Трајанов, тој до некаде ги лоцира аномалиите во системот, меѓутоа никој прецизно до тој степен не го лоцира, освен оние писанија кои што сте ги читале на мојата Facebook страница. Сакам во целиот овој мозаик, комплексен мозаик, ги спомнувате и идентитетите или личните карти или државјанствата на македонците од Пустец. Како тие се злоупотребува? Дали материјалот за злоупотреба се токму овие идентитети кои што се фиктивни, или тие луѓе имат македонско државјанство, ама изгледа и не ги покренуваат или не ги земат личните карти кои што им се изработуваат? Јас ги делам во неколку категории насер овие луѓе кои што фигурираат во базата. Тоа се лица кои што имаат двојни идентитети, имаме луѓе кои што имаат двојни идентитети. Јас знам 3 случаи на двојни идентитети на лица, што во мојата парламентарна работа сум ги открила. Сте ги пријавиле и немало истрага? На тоа може на крајот да ви одговарам. Оваа злоупотреба која што се случува на идентитетите од последната афера, јас ги немам сите информации дали се тие лица, но едно е сигурно. Мојата теза и ова поврзување на личните карти од 2015 година, злоупотребата на нашите сограѓани, државјани на Република Албанија, па и на Македонија во 2013 година при гласање на локални избори, евентуално од 2014 на председателски избори, е базата на податоците. Зошто? Затоа што има исто модус операнди систем. 2013 со двојник. Кој е истиот модус операнди? Базните станици. Базните мобилните станици за фотографирање. И тогаш беа користени, не доаѓаа луѓето во просториите на полициските станици во кои што функционира управните служби за да се фотографираат, туку мобилните станици, комбето за сликање, опремено со опремата, одеше во различни градови и кампањски сликаше наши сограѓани кои што организирано беа носени од Република Албанија за да добијат документација. За да добијат документација, потребно е да имат пријавено живеалиште или простојувалиште, да се повикат на основа за добивање на државјанство, по законот за државјанство, и првично да имаат државјанство. Зашто не може да добие не може лице да добие лична карта
и патна исправа без претходно да има државјанство, освен законот за странци и азил што регулира една друга посебна постапка за добивање на лична документи за идентификација. Но кога тоа веќе е реализирано и има биометриска документација која што е направена за нив, да не заборавиме да кажеме следно: обврската на граѓаните за замена на старата документација со нова биометриска документација беше 27 февруари 2012 година. Што значи? Сите што не извадија пасош во тој временски период, им важеше до денот на престанување, но следниот мораше да им биде биометриски. Но обврската за личните карти беше абсолвирана на прашање. И тие личните карти ги имаат прибавено. И за лична карта, и за патна исправа потребен е отисок од прст и фотографија од лицето со податоците. И сега замислете, вие имате во депо 30.000 лични карти. Што ви е потребно повеќе ако гледате дека со години никој не доаѓа да си ја подигне, а биометријата ви стои во базата на податоци и знаете дека за тие лица нема пасош. Освен да не стане една добра тезга за трговија со можеби, јас се сомневам дека тоа е старо-нова шема. Тоа е старо-нова шема. Лица кои што претходно учествувале во организирање на ваков структурен системски криминал со придодадени нови лица. Израчи. Но модус операндито е истно сега е многу по-софистициран и многу поголем. Затоа што ако тогаш целта на правењето на таа документација било гласање на избори и правење на повеќе лични карти за да се појават еден ист човек на повеќе гласачки места, сега веќе тоа е нешто многу посериозно. Се загрозува безбедноста на земја. 214, јас се сомневам дека се можеби повеќе, иако ја гледаме структурата на лицата, особено државите од кои што доаѓаат луѓето барани по терница, станува збор за сериозни форми на криминал, кој што е во меѓународни рамки и баран, и истражуван, и ние добиваме еден многу сериозен лош имидж, не само во рамките на Европската Унија, туку и помеѓу нашите стратешки партнери кога гледаат дека овие прашања не се допираат воопшто. Дали мене дилемата ми е, ако ние на тие луѓе сме им направиле некоја услуга, на тие познати криминалци, дали има основ да се сомневаме дека можеби тие луѓе кои што ги опремиле со тие некогаш може и да побарат некакви услуги од тие луѓе. А знаеме ние какви услуги може да се барат од криминалци. Па, гледајте, сигурно пиперки да ви продадат нема да ви продаваат. Сигурно тие услуги се многу по-софистицирани и се криминални услуги. Но тука лежи предизвикот на истрагата. Да видиме кои се мотивите, да видиме кои се луѓе. Дали се само парите во прашање? Мислам дека не се само парите во прашање и мислам дека за превезот на тоа има многу други посуптилни прашања, за кои што мене јавно ми е страф и да дискутирам, а камоли да ги отвориме до крај сите прашања. Но она што јас го почнав, а не успеав да го докажам во таа хиерархија на истрага во која што се влегува сега со двојник, а што се сомневам дека исто така обид за саботажа и нивото на управните служби. Ние кога одиме во управните служби пополнуваме барање, тоа влегува во процедура. И јас верувам дека граѓаните мислат дека тие што не сликаат и тие кабини таму, тие простории, тие ги изработуваат патните исправи. И тие ни ги печатат, ќе отидат за некој друг шалтер и ќе ни ги направат нас пасошите и личните карти. Не. Значи, тоа е еден цел ланец на процедура и контрола, што во оваа фаза на истрагата не е допрена. Еве гледате, колку беше? 4-5 дена беше
дискусијата за оваа афера. Сите застана, никој не збори повеќе на темава. И јас се сомневам дека тоа е организирано гушење на интересот за ова прашање. Но недостасува клучната алка во таа постапка за издавање на биометриска патна исправа, а тоа е одсекот за персонализација на личните документи или Центарот за персонализација. Ако се сеќавате кога излезе аферата лажни пасоши, како една снимка што ја објави Фокус дека во подрумски простори биле печатени патни исправи, МВР направи една репортажа и дел од новинарските екипи ги внесе во Центарот за персонализација на биометриската документација. И таму видовме луѓе во мантили, апаратура, машинерија, компјутери, како тоа се произведува пасошот, но главната суштината на персонализацијата што е? Кога ќе стигне барањето за Насер или за Фросина во Центарот за персонализација, лицето што пристапува да го персонализира, односно да ги вметне потребните податоци за Насер или за Фросина во образците кои што се одобрени по ИКАО стандардите и ги печати Германија. Влегува во систем, во централниот систем, односно базата на податоци, наречена ИМАГО во Министерството за внатрешни работи, во кој што ги пребарува, ги споредува и ги проверува податоците добиени од управните служби со податоците во базата и пристапува, контролорот го одобрува и пристапува кон персонализација. Што значи тоа? Тоа значи дигиталната слика од вашиот отисок од прст, дигиталната слика од вашето лице, електронскиот подпис и останати други параметри што влегуваат во бесконтактниот чип во биометриската документација се вградуваат во таа втора страница од пасошот, што е лесно читлива. И сега до кој податок доаѓаме? Дали е фотографиран седат пекер или е джедан на сликата? Дали и сега го имаме во базата на податоци, дали ја имаме во базата на податоци фотографијата од седат? Тоа е прашањето што јас си го поставувам. Ме разбирате? Дали седат оставил отисок од прст? И дали или тоа е отисокот или е отисокот од жена? Тоа се клучните прашања што ги разрешува одсекот за персонализација кој што се наоѓа во секторот за информатика и комуникации во рамките на Министерството за внатрешни работи. Можеби еден од најодговорните сектори во оваа постапка за издавање на биометриска документација. Дали на крај можете кратко да ни објасните зошто мислите дека идејата за гласење со отисок на прсти, нели, тоа што го заговарат сите партии во собрание, е на некој начин легитимирање на или на фалсификување на избори? Многу едно кратко. Прво, ние немаме право веќе политичките партии и институциите додека не дадат одговор и не ја разрешат оваа афера со биометриските податоци, кражбата на идентитетите на граѓаните, немаат право да бараат граѓаните да излегуваат на локални избори со оставање на отисок од прст. Зошто? Затоа што целиот систем со заштита на твоите податоци на граѓаните е компрометиран. Без да се расветли. Тоа е една работа. Втората работа. Јас се сомневам дека политичките партии разбираат како функционира тој систем. Ме разбирате? Тие мислат дека ќе излеземе на избирачко место, ќе ставиме отисок од прст и тој членот на избирачкиот одбор што можеби е неук во повеќе работи, ќе му излезе на компјутер сликата од Насер, да, Насер е тој, еве ти ливче, еве ти иди гласе.
Не е така. Значи, тоа е многу комплициран систем, јас го имам во неколку мои Значи, написи. таа проверка не може да се направи на лице Не место. може на лице место да се направи и повторно доаѓаме до тезата која Значи, има димна, базата на податоци. партиите ни продаваат димна бомба дека ќе обезбедат кредибилни избори, а уствари Па, гледајте, јас се прашувам дали во таа база на податоци ќе стои отисокот уште на овие 215. Кој излезе да каже дека како ќе го проверува и ќе го прочистува тој систем. Втора работа, ние имаме хакиран ДИК со база на податоци на граѓаните. 19 бази се наоѓаат во ДИК. И ние уште немаме информација кој го хакираше ДИК, дали е безбедно, до каде е истрагата. е истрагата и дали воопшто има истрага за такво нешто. И сега знаете, вие кога повикувате на избори со оставање на отисок од прст, јас воопшто се сомневам дека ние ги едуцираме нашите граѓани каде и во кои ситуации можат и смеат да дадат отисок од прст. После оваа афера и до разрешувањето на оваа афера, до силните гаранции за безбедноста на информацијските системи кои што ги имаат институциите, а чуваат податоци и бази на податоци за граѓаните, јас мислам дека никој нема право да зборува за локални избори со отисок од прст. Да не зборуваме дополнително што Дирекцијата за заштита на лични податоци до ден денес нема направено никаков контролен и надзорен увид во информацијскиот систем во Министерството за внатрешни работи за да ги открие кои лица имале пристап до тие бази, кои лица ги извлекле 215 идентитети. Во таков еден информацијски систем многу е лесно вие да знаете кој работник од која позиција го извлекол податокот за жена. Но ако сакате да го откриете, ако имате ваква истрага, сведена на најниско можно ниво на истрага, вие сигурно нема да имате никаков резултат и час поскоро ова треба да се врати многу повисоко во хиерархија на истрага и секако да има многу поголем јавен интерес, затоа што ова е прашање што може да не загрози како држава, не само во рамки на нашите граници, меѓутоа и надвор. Госпоја Ременска, благодарам на интервјуто. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше интервјуто со господјата Фросина Ременска, поврзано со аферата Двојник. Останете со здравје, се гледаме на следната интервју која се објавува секој понеделник во 12 часот на порталот ЗУМК.